Јас сум повторно назад во студиото и како што кажав и на почетокот, значи втор мој соговорник денес, Валентино Лауцовски, кој што има две интересни изданија за кои што ќе поразговараме нели денес. Навистина се многу интересни, ми се чини дека секој треба да ги прочита, уште повеќе што има многу поучни работи во нив. Првим да те поздравам, ја те посакам добре дојде. Поздравам и јас, ги поздравам вашите гледачи. Така, за втор пат, по втор пат си кај мене гостин. Во првата прилика беше со една госпоѓа, Да. Која што и денес, односно веќе деновиве е повторно во Скопје. Ќе го најавиме повторно незиното нели доаѓање и целта. И исто така си основач на Центарот за личен развој Ability. Да. Ајде први на почеток никако да го најавиме она што се случува деновиве и викендов што ќе биде со твојата гостинка. Ние имаме често овај викенд и следниот викенд да ја угостиме една од најинспиративните личности што сум ја запознал во мојот живот, Драгица Раич Рацич, викана Пипи. Жената што успеа да се избори со најтешката болест на светот, ракот. Таа е дојдена во Македонија да раскаже за тоа, да ја пренесе добрата вест дека ракот е излечив, дека не постои нешто што не се лекува и дека секој може да постигне се она што го сака доколку навистина го сака. Така. Дали ова се случува поради интересот кога го имаше првиот семинар, на голем интерес се случува повторувањето? Да, имаше исклучително голем интерес, луѓето се интересира. Некои мислеа дека е дојдена само заради болеста, само да промовира тие работи, меѓутоа таа е дојдена да зборува за многу теми. Дојдена е да зборува и за човечкото достоинство, и за парите, за љубовта и за сите работи што преку незиниот пат што го има изминато, ги има осознато, ги има спознато и ги интерпретира на свој оригинален начин. Веќе деновиве имаше, нели? Да, деновиве имаме бесплатни предавања, денеска има уште. Посетители има? Да, има посетители, луѓето се интересираат и ние работиме во интерес на луѓето. Утре, задутре како се термините? Утре и задутре имаме семинари од 12 до 7 навечер. Исто така следната сабота и недела од 12 до 7 навечер. 2 семинари, 4 семинари се вкупно. И во меѓувреме бесплатни предавања, отворени дружења со неа. И што да ви речам, една прекрасна атмосфера на надеж, на радост, на Се надевам дека сите оние кои што се заинтересирани ќе дојдат и ќе го посетат. Да, јас ги повикувам сите заинтересирани да дојдат, затоа што ова е уникатна прилика да запознаете личност што навистина ќе ви внесе многу поинаков поглед на животот. Така. И сега овде денеска сме заедно за да Всушност, извинете, само да веројатно ќе има некој што се интересира, секој што сака да присуствува на предавањето, нека ми се јави 075 455 951 на мојот телефон, да му кажам каде е Ability центарот, да дојде, да го пречекаме и да ќе потенцирам уште еднаш на крајот. Твоите изданија се со многу провокативни наслови. Да. Така и двете, значи првата е Дамата, домаќинката и курвата и Лажгото, лузерот и педерот. Зошто толку овие наслови? Вики, тоа е малку сакам да знам. Што ве инспирираше вака? Јас постојано пишувам. Така. И сите материјали што ги пишувам во еден файл и после ги делам во зависност од содржината. Кога ја пишував првата книга, јас ја напишав сосем наменски, се одржуваше саем на жената, а јас од секогаш ветував дека на сите жени ќе им напишам една книга во која што ќе ги воспеам. Така. Затоа што од секогаш сум чувствувал дека женскиот род е посилен од женскиот пол. Меѓутоа, заради некаква причина во текот на историјата се има случено тоа што се има случено, да жените, едни силни и убави суштества, бидат доведени во ситуација да бидат и работнички, и мајки, и измеќарки, и слугинки, и се што во име на некаква измислена еманципација. Заради тоа се случува штета во општеството. Тие жени, бидејќи се во голем притисок, одгледуваат деца конфузни,
Значи на децата им е нужна стабилна, интелигентна мајка, што ќе ги подигне во еден силен дух, во една силна вера, да бидат здраворазумни личности. А кога ги гледам младите луѓе што се во конфузија, кога разговарам со нив, јас секогаш најдувам родител конфузен, особено мајки. Јас татковците не ги рачунам многу релевантни за целата работа, затоа што тие носат во ред, меѓутоа мајката е таа што ја всадува идеологијата во главите на младите луѓе. Значи многу важно е младиот човек да има идеологија, да има вера. Верата не е она што го мислиме ние одење во религиска институција и религиозна забава. Тоа си е забава. Верата, вистинската вера е знаењето што човекот го носи во себе, свеста за себе, свеста за својата способност и свеста за својата богочовечност. Е, точно тоа треба да го даде мајката на своите деца. А мајките, жените, кои што се во денешно општество изложени на сите притисоци, тоа не можат да им го дадат на своите деца за голема жал. Ете за нив ја напишав оваа книга. Насловот го ставив така, провокативен, затоа што моите пишувања не се сериозни, не се сериозно интонирани. Нема потреба било што да се драматизира и да ние го викаме со некои длабокоумни во наводници зборови и да се правиме дека многу знаеме. Так. Сега во контекст на ова што го говоревте за она колку нели децата ќе станат, какви личности всушност ќе станат во животот, зависи од придобивките на она што ќе го добијат од нивната мајка. Значи, во контекст на придобивките, доколку животната игра не ви носи придобивки или ви создава непријатни чувства, бидејќи бидете сигурни дека сте ја сгрешили играта или можеби партнерот. Придобивки, што значи тоа? Придобивка е надградбата што ја добиваме со секоја животна игра. Значи, луѓето дошле во овој свет за преку игра да се осознаваат и да стануваат, да си ги осознаваат своите моќи и својата богочовечност. Тие се богочовеци. Тоа сите религии го велат. И меѓутоа како некако низ магла да им е тоа на луѓето. Јас долго време сум размислувал на тие теми и сум наблюдувал. Јас имам таква една навика постојано да ги наблюдувам луѓето и причинско-последичните врски и сум дошол до сознание дека секоја игра носи надградба, треба да носи надградба на личноста во етичен смисол, значи, во етичен смисол и во емотивен и во материјален смисол. Етиката е значи етичноста на човекот е она преку кое што се гледа духовноста. Колку што сме етични, толку сме духовни. Значи нема тука мистика. Чесен си, духовен си. Лажеш, не си духовен. И децата, луѓето, сите ние, некогаш свесно, некогаш несвесно лажеме, правиме престапи, се однесуваме негативно, меѓутоа животот е даден точно за тоа да го научиме. Да се однесуваме етично, да бидиме богочовеци, затоа што никој не чул дека Бог лаже или дека ме разбирате. Так. Меѓутоа живееме во едно, како да кажам, чудно општество, каде што веќе ми се чини дека многу морални вредности се извртени. Па од тука не сметате ли дека повеќето од луѓето прават нешто од интерес? Што значи тоа интерес? Значи, зошто мора да биде се од интерес или од интерес кога правиме нешто или тоа сепак зависи од самата личност? Зборот интерес мора да биде добро разбран. Значи јас ги повикувам сите мајки, сите татковци да го слушнат, барем ова што го зборувам, барем оваа реченица да ја слушнат. Ништо друго не е толку важно колку што е важен интересот. Значи да преминат преку својот набој што го чувствуваат, затоа што сигурен сум дека голем дел од луѓето чувствуваат негативен набој кога ќе им се спомне интерес. И да разберат... Не треба толку лошо да го сваќаме. Не толку лошо, него најпрекрасното нешто на овој свет е интересот. Кога ние доаѓаме во овој свет, ние добиваме материја, енергија, простор и време. Значи, животот е време, материјата околу нас, значи материјалните ствари се материја, енергијата што имаме енергија и просторот е игралиштето каде што се играме. Сите овие 4 работи ни се дадени само да ги надградиме, да се надградиме себе си со интерес. Директниот интерес
е нашето спознание за нас. Кога ние ќе внимаваме на материјата, на енергијата, на просторот и на времето, ние внимаваме на нас. Ако се, например, еве еден прост пример, ако дозволиме да си губиме време, што е губење време? Сите знаат, од една страна знаат дека интересот е нешто сомнително, нели? А од друга страна знаат па дека истовремено не е добро да се губи време. Така. Па точно таа загуба на време е штетата, не интересот. Значи човекот што го гледа својот интерес не губи време, внимава какви постапки прави, затоа што губи дел од себе секогаш кога лаже, кога прави престапи, кога се крие. Така. Зошто некој би лажел ако е чесен? Лагата секогаш следи после нечесна постапка. Така. Етичноста е многу проста работа. Ако некогаш човек се прашува дали е честно она што го прави, само нека погледне и нека види дали е способен да го каже на секого тоа што го направил. Ако не е способен да го каже на секого, таа постапка не е честна. И то не е честна конкретно кон оној на кого што не може да му се каже таа постапка. И затоа човекот се заробува себе си. Неспособниот човек да зборува за вистината е најзаробениот човек на светот. А вистина е она што си го направил. Добро, ја зедов оваа чаша и ја преместив тука. Доколку некој ми забранил таа чаша да ја ставам тука, и јас имам чувство дека не треба да му кажам нему дека сум ја ставил. Јас правам престап. Прво кон него, а после и кон себе, затоа што го потискам ова, затоа што сум неспособен да му кажам ја ставив чашата затоа што така сметав дека треба. Така. Велите, реално не постојат глупави луѓе. Во никој случај. Има само луѓе што драматизираат глупавост. Точно. Драматизираат глупавост луѓето во ситуација кога растеле со глупави луѓе, односно со други луѓе кои драматизирале глупавост, или кога се наполниле премногу со ментален отпад, што им пречи да гледаат на работите директно, туку работите ги гледаат и постапките ги прават, филтрирајќи ги преку тој ментален отпад. Значи, ако имаме ние премногу пресметки негативни во главата, дека е ова вака, ова така, ова не знам како, ова не знам што, ова не знам што, ама тоа не се 5 или 10, тоа се илјадници во текот на сите години на живење. Така. Тогаш прво перцепцијата не ни е точна. Го гледаме магарен и се чини дека е крава. Колку пати сте виделе некој да му кажете бе погледни го на тој, ти вели не бе, или не го гледа, или нешто друго гледа, или нешто кој нешто и си видиш што му стана на човеков? Просто тој реално го перцепира за него, во неговата реалност ја перцепира таа работа што ја кажува. Така. А таа работа не е точна, тоа е глупавост, значи неспособноста да препознаеш разлики, слично и идентитети е глупавост. Значи човекот кој што е интелигентен, тој разликува црно од бело, бело од црно, разликува кој е поп, кој е джандар. Човекот што е глупав, всушност човекот кој драматизира глупавост, кој што му е преполн умот со отпад, тој се му е исто нему. Сите луѓе, значи сите криминалци ќе видите на улица агресивна реакција на нешто. Па тој што реагира агресивно кон некого, тој не реагира кон ова, реагира кон кој знае кого што пред кој знае колку години нешто слично му сторил, па не можејќи да најди сличност или разлика, не можејќи да процени, тој ќе се испотепа и со еден, и со друг, и со трет, некогаш и тие работи завршуваат и со катастрофални последици, како што беше во последно време. За една тривијална работа, за еден тривијален предмет одат животи човечки, само затоа што човеков не може да пресмета, не е способен да пресмета, дека ова што го гледа не е тоа што му се чини. Значи не го гледа тоа што е, туку и си измислува некаква своја измислена реалност и почнува да реагира бурно, почнува агресивно да реагира. Ете тоа е коренот на сите зла, глупавоста, неспособноста за разликување. Така. Видите, идентитетот е креатор на патот, видите постапките што човекот ги прави. Идентитетот е основата на животните игри и на се она што им се случува на луѓето. Се создава ли идентитетот или според вас? Идентитетот е плод на постулат. Значи, кога човек сака да направи нешто, тој мора да креира идентитет кој што го има тоа нешто. Например, јас сум гладен. Имам идентитет на гладен човек. За да земам идентитет на сит човек, потребно е да направам, да искреирам одење во продавница и купување леп. Значи, ние сме полни, полни со идентитети се возможни.
И тие идентитети се убава работа, нели? Тоа се улоги во играта. Тоа е како театарска представа. Животот јас го гледам како театарска представа. Так. Сега сум тука во разговор со вас, имам идентитет на гостин, нели? После јас ќе пречекам некој гостин кај нас, Така, па потоа ќе бидам домаќин, така. И ние постојано ги менуваме идентитетите. Точно интелигенцијата му е потребна на човекот да раководи со идентитетите и да прави разлики меѓу нив. Не можете да бидете директор во креветот на сопругата. Ако бидете директор во креветот на сопругата, ќе си легнете со лаптопот и ќе си пишувате Excel форми во кои што ќе го пресметувате профитот. Значи во секој случај да се знае кога што. Па точно во тоа лежи интелигенцијата. Или жената која што Дома не си сте ги врши сопруг, сексуалните работа работи сте. затоа што мисли на ајварот што не е испражен. Ајварот си е за ајвар, креветот е за кревет. Еден да филозоф се знае рече, секој- животот е како пица на парче. Секој ден треба да биде исечен на 8 или на не знам колку парчиња и секој ден парче да треба да се изеде со задоволство. Интелигенцијата, концентрираноста, фокусираноста прави човекот да биде способен, фокусиран во она што го прави во тој момент и да ужива во тоа. Така. Колку сме полни со отпадоци, толку повеќе ни се заматува реалноста и ние сме в кревет директори, а во фирмата сме љубовници па си ги бркаме секретарките, нели? Мислам, конфузија е тоа, ништо повеќе. Се навистина се извртува се она што Извртена се работа. реалност. Да. Ме интересира бидејќи еве некако уште 3-4 минути имаме за разговор, сакам да го завршиме разговорот со едно нешто, бидејќи знаеме дека на секому слободата му значи нели под наводници слобода сега, да не се разбереме погрешно, нели сите треба да си имаме некоја своја слобода во која што ќе уживаме. Како што велите, никој на никого не му го должи својот живот. Вистинските среќни луѓе се слободни поради тоа што не си ја наметнуваат потребата да трпат некој што не им се допаѓа. Во контекст на ова, што е според вас, како што имате и овде еден наслов, среќна жена? Дали среќната жена треба да има исто слобода? Точно. Среќната жена, само среќната жена може да подигне пород кој што ќе ја води државата напред. Ако сака едно општество да направи силна младина, силен млад нараштай што ќе ја носи напред, треба жената да ја ослободи. Погледнете ги сите угнетувачки, сите држави што се најмизерни. Ќе видите дека жената најмалку слобода има таму. Така. Израел, евреите се најсилна држава затоа што жената е господарка во семејството. Затоа што еврејските деца се бројат за евреи ако е мајката еврејка, не е важно кој е таткото. Мајката го воспитува детето. Така. Тоа е многу важно. Оваа порака е многу важна. Ослободете ги жените, едуцирајте ги жените. Так. Жената мора да биде слободна, едуцирана, независна, меѓутоа не во онај смисол како што се мисли сега, независна во тоа дали ќе слугува во една конфекција или во друга. Тоа не е независност, тоа е измеќарлак. Така. Измеќарки подигнуваат и раѓаат измеќари. Нам ни требаат господарки на семејството. Не зборувам ја за доминантни жени. Значи, доминацијата е лоша, и машката и женската доминација е лоша. Кога речам господарка на семејството, зборувам за жена што знае кога е ручек, кога е вечера, кога се собира семејството, жена што ги воспитува децата на семејни вредности, а не кој кога дошол, кај дошол, јаде, излегува, шета, без контрола, без ништо. Децата што влегуваат во наркоманија, во негативни, разни негативни ситуации, имаат мајки што не ги воспитале. А мајката што не го воспитала детето, имала сигурно татко или машко што ја угнетувал и така натаму. Жената е премногу паметна. Жената е многу паметна. Жената инстинктивно ќе ги воспитува децата, доколку и биде дадена слобода, доколку почувствува слобода. Вистинска слобода, не зборуваме за слободија. Има разлика меѓу слобода и слободија. Слободијата е она, мислам, анархија без контрола и така натаму. Слободата значи внатрешно чувство за внатрешна свест за господарење со определен простор. Така. Значи да се чувствува слободна во домот. Не само во домот, било каде и во општеството. Зошто? Жените кај нас се научиле, што да ви речам, работат се друго, само не се мајки. Јас имав и прилика на училиште кај нас, децата кај што ми учат, жена ми се занимаваше со тие училишни работи,
околу собирање пари едно друго. Тотално незаинтересирани родители дали децава имале материјали, дали немале материјали. Многу мал дел од родителите беа заинтересирани за нивните деца да се школуваат. Сите растрчани по бизниси, по нивните идеали и во еден убав ден ќе се разбудат со некакво неадекватно дете и ќе викаат децата се лоши. Не, децата не се лоши. Родителите се лоши, односно немаат податоци. Така. Велите овде, ми интересно на позадината ваша на книгата, велите ова е книга за жени што треба да ја прочита секој маж. Да. Ми интересира, од книгава веќе нели прилично долго време е издадена. Има ли некој од вашиот пол што не се согласува со што сте го напишала и зошто да прочита секој маж, зошто препорачувате? Затоа што мажот мора да разбере, мажите мора да разберат нивната улога. Да разберат дека жената копне е по маж што знае што сака. Не сум сретнал ниту една жена. Значи, сега ќе ви кажам нешто многу интересно, одлично што го поставив тоа прашање. Познавам многу доминантни жени. Так. И сум ги наблюдувал. И сега мажите се повлечени, такви едни во себе собрани, пасивни. И сега гледате доминантна жена. Кога ја гледате таа жена, имате впечаток дека жената се насладува на улогата на доминантна жена. Во суштина таа умира покрај тој маж. Најбуквално умира. Ја презема доминантната улога затоа што некој мора да биде доминантен во семејството и од немајка де сиротата глуми и маж и жена. После известно време се случуваат севозможни болести, севозможни аномалии. Што ли не се случува? И оваа жена научува дека не може да оди против природата. Затоа мажите треба да разберат дека да си достоен маж треба прво да си материјално добар, треба да работиш, трудолюбив, да си паметен, бистар и да знаеш што сакаш. Затоа што жената покрај тебе сака да се чувствува како жена. Значи таа колку и да е моќна, таа е моќна за внатре во семејството, моќна е за своите деца, но не е моќна да земе и да те натера да работиш или да тргни на 100 страни да се черечи каде побрзо. Мажот треба да биде стабилен, да биде домаќин, а жената треба да биде мајка, интелигентна, господарка на својот дом. Ниту една жена, јас сигурен сум дека има жени што зборуваат за феминизам и така натаму, но ниту една жена не ми забележала за тоа дека сум рекол дека треба жената да биде мајка и господарка на домот, затоа што тие сите суштински, сите жени внатре во себе го сакаат тоа. И ако некоја жена застранила и тргнала по некој патишта на некои кариери, на некои бизниси, само таа знае колку страда. Обидувајќи се да преземе улога што никому не му значи. Над кого ќе доминира? Ќе доминира над некакви луѓе во фирмата, некакви подчинети, ќе биде многу почитувана шефица, а ќе се врати дома во студен кревет, без пород или со неадекватен пород, ќе се чуди каде е и нема ништо да ја биде јасно. На крајот некаде ќе се испусти по некакви... Разбирате, животот пролетува еве вака. И додека се сетил човекот, особено жената, каде го загубила животот и каде отишло сето она што би требало таа да го надгради над себе, тој интерес за кој што зборувам. Значи, жената треба интересот да го гледа во себе, во семејството, во убавината. Дали сметате дека каква жената ќе биде многу зависи од тоа каков маж има покрај себе? Апсолутно. Секоја жена копне е за стабилен и маж што знае што сака. За жал, во последно време мажите, угледувајќи се на некакви ѓомити силни мајки што ги имаат, стануваат пасивни женчовци. Значи, тоа се женски петко ги вика на времето. Ќе видите феминизирани мажи со женски движења. Значи, тие не се хомосексуалци, јако изгледаат како хомосексуалци. Тие само ги копираат моќните мајки, што нив им се чинат моќни. Јас сум разговарал со многу млади моми кои велат нема избор. Се соочуваат со реален проблем на неадекватен машки пород, неспособен да биде маж, неспособен да го задоволи и ја задоволи женската потреба од маж. Женската особа, женскиот идентитет секогаш ќе се приспособи само во име на обстанокот. Ќе биде доминантен, ќе се
однесува вака или така, меѓутоа сето тоа ја загубува целата смисла, се заматува целата работа, се губат контрастите, се губи убавината. Нема маж на една страна, жена на друга страна. Женски аспект, машки аспект. Сето тоа се стопува и добиваме жени со бради што пеат по Евровизија. Како? Што и беше? Жално, жална работа, ме разбирате, тоа е многу жално. Тоа е всушност слика на новото општество. Во контекст на овие две книги творите ли нешто слично? Да. Кога можеме да го очекуваме? Наредната книга ми излегува за некој месец. Сега работам, баш отидов и во Лондон да ја пишувам, затоа што Англија е исклучително инспиративен регион. Таму има луѓе со многу различна култура, Така. купишта луѓе. Така. А јас многу сакам да посматрам Повторно ќе биде нешто вака слично како уште појако од ова. Да, ајде се надевам дека што поскоро ќе излезе па да И јас се повторно надевам да проговориме за да работам, пишувам за младите, значи пред се пишувам за младите да можат да читаат, да се едуцираат, да можам и јас да дадам некаков скромен придонес во целата естетика и убавина на живење. Така, уште еднаш само да напоменеме за семинарот, за сите оние кои што се заинтересирани. Сите оние кои што се заинтересирани да дојдат на семинарот на светлината, тоа е Во центарот Абилити се наоѓа позади универзална сала. Зад универзална сала, но сепак нека ми се јават 075 455 951, не го кријам мојот телефон. Така. Значи гостинка Гостинка е Драгица Рацич, вика на Пипи. така. Најинспиративната личност што ја познам од Балканот. Поинспиративна личност не сум видел, верувате. Една прекрасна средба, вечер нека дојдат, бесплатно предавање во 19 часот. Семинарите се овие два викенди, утре и други ден и другата сабота и недела. Јас се надевам дека ќе имате многу посетители и ќе помине убаво ова што го организирате, а и се надевам еве што поскоро да излезе новата ваша книга, па повторно да бидете дел од Неделен траш. Ви благодарам за денес. Јас ти благодарам за поканата, ги поздравувам сите ваши гледачи и им посакувам се најубаво. Така. Почитувани мои толку за денес, ве поздравувам, се разбира, за ова денешно издание. Повторна средба ве закажувам во петок во 16 часот. Имајте убав и пријатен викенд.